Goce Delcev pito gole, damme groev Санадонски. Со панихида во црквата Свети Спас и положување на свежо цвеќе пред вечното почивалиште на македонскиот револуционер, великан и учител Гоце Делчев беше одбележена 154 годишнината од неговото раѓање. Гоце знаел дека Македонија е заедница на народ со свој историја, вера, јазик и култура и дека секој обид да и се одземе слободата на татковината истовремено е обид да и се одземе душата. Гоце Делчев нека не биде пример како треба да ја градиме Македонија, порача премиерот Христијан Мицкоски кој се поклони пред гробот на Делчев. Денеска го одбележуваме денот на раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, човек кој што оставил нераскинлива трага и денеска практично е денот кога се сеќаваме и се спомнуваме на неговото дело, кој што го направил и за македонскиот народ, но и за Македонија како држава и генерално за сите граѓани, да го чествуваме и да го сеќаваме и тоа нека не биде пример како понатаму треба да ја градиме нашата заедничка татковина Македонија. По повод одбележувањето на 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер, председателот на СДСМ порача дека делата на Делчев се потсетник дека Македонија се гради со храброст, солидарност и заедништво. Граѓаните горди на македонскиот великан велат дека неговото дело треба да се чува и почитува секој ден. Младите се уште треба да работат на неговите идеи, неговите идеали, да се продолжат и да... Како возрастни луѓе да ги упатиме, ако ништо друго, да го почитуваат македонскиот јазик, да си ги почитуваат сите дела, негови и на сите негови соборци. Пред вечното почивалиште на Делчев се поклонија представници на институциите, граѓанските организации, политички партии и граѓани, представници на амбасадите во земјава. Годинава пред гробот на македонскиот великан Гоце Делчев не се поклони ниту еден представник на бугарската амбасада, ниту пак било потврдено нивно присуство. На 154 годишнината од раѓањето на Гоце, Државниот архив објави фотографија од автентичен и оригинален документ, напишан од самиот Делчев, шифрирана азбука со која контактирал со отчетите околу снабдувањето со оружје и движењето на низ населените места во Македонија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.